Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу и секој ден со вистинско уживање готвам за вас. А денеска ќе сготвам две многу интересни и вкусни јадења. Едното е печена зелка, црвена и зелена, со крем од граф, а другото е многу интересен и вкусен крем од грашок. Гледајте не за тоа што веднаш почнува. Драги мои, денеска ќе направам многу едноставни јадења со препознатливи продукти, меѓутоа многу вкусни. Печена црвена и бела зелка во рерна со крем од бел граф и таан. И секако печен лук. Многу едноставно. Купете зелка, по можност иста големина на главици и сечете ја на половина, па уште на вакви парчиња. Ставете ги, вака. Отлично. Сосема се доволно тие, пошто немам повеќе место во тавчето. Што треба да направиме сега? Прво, ќе ги лиеме вака со масло. Ќе ги посолиме. Ќе им додадеме малце сумак. Ќе додадам многу малце вода. Можеме да додадеме и црвен пипер, можеме да додадеме и зачини што вие ги сакате кога ќе готвите дома, меѓутоа ова е основата онака јас како што ја сакам. Сега ги ставаме да се печат на температура од 220 степени. на минути, па ќе видиме дали ќе биде доволно. Што е всушност поентата? Зелката треба од озгора да се потпече, а внатре да омекне, меѓутоа не да биде комплетно мека. Графчето еве го тука си се вари полека, сите останати состојки ми се спремни, а сега ќе почнам да правам едно многу интересно пире од грашок. Многу вкусно за оние кои го сакаат вкусот на грашокот. А оние кои не го сакаат, кога ќе го пробаат се тоа, верувајте дека навистина ќе им стане еден од омилените оброци. Ајде, да почнеме полека. Во тавче, тоа е веќе ставено на оган, ќе додадам масло. Прас. Празот ќе го исечкам на тенки тркалца и ќе го ставам да се пржи. Откако ќе го испржиме целиот зеленчук, тогаш ќе додадеме од врелата вода и ќе оставиме сето тоа убаво да се свари, а кога ќе се свари, добро ќе го изблендираме. На крај ќе додадам и нане, со цел да му дадам една друга димензија, да биде или подсвежо. Сега не смееме да дозволиме празот да карамелизира, него доволно е само да омекне. Веднаш ќе додадеме и сол и малце бибер. Многу едноставно, чим се одвои празот, чим не е веќе во мали тркалца, тоа значи дека е готов и дека ќе може веднаш да го додадеме грашокот. Еве го, веќе е готов и јас ќе го додадам грашокот. Морав да купам смрзнат грашак, бидејќи се уште немаме нели тој свежиот, убавиот, миризливиот. И сега што ќе направам?
за подобра густина, изрендам еден компир. Ова може да го направите и како поташ, а може да го направите и како крем. Мене денеска замислата е да го направам како крем, да потпечам лепчиња и да ги ставам врз кремот. Идеален оброк за оние кои сакаат здраво да се хранат, а и за оние кои постат. Меѓутоа, јадете повеќе од зеленчукот, а не од лебот. Тоа е тајната на вистинското здраво хранење. Лебот е здрав, меѓутоа не во големи количини. Нели велат дека една кришка или една лебна единица е доволна во текот на еден ден. Посебно кога станува збор за бел леб. Еве го компирот. Ќе го додадам. И ако сакате, а би било убаво да задржите бојата на зелениот грашок, додадете од оние малите лажички што се за кафе металните, 1/4 од тоа сода бикарбонат. Нема да дозволи грашокот да ја изгуби бојата, него ќе го задржи, нели, хлорофилот, тоа е зелената боја. Внимавајте со содата бикарбонат, затоа што ако ставите повеќе од ова што ви кажав, кремот од грашок ќе биде горчлив, а тоа не ни треба. Еве го, сега е моментот кога ќе додадеме и врела вода, со цел да не ја прекинеме термичката обработка, која всушност е и многу важна кога готвиме. Секој готвач и секој оној што сака да готви, мора да знае да ја регулира температурата, затоа што така ќе може добро да сготви вкусна храна. Многу често луѓето не ја познаваат термичката обработка, се обидуваат да готват и нештата ќе им изгорат. Тоа не е во ред. Еве, сосема доволно. И ќе оставам сега полека да си крчка. Ќе изрендам и малце кора од лимон што ќе ја додадам во кремот од грашок за да биде уште посвеж. Кравчето е комплетно сварено и сега ќе го ставам во блендерот. И сега го 4 сезони.mk е нашата веб продавница. Посетете и одберете се што ви е потребно за да можете да сготвите убава, квалитетна и здрава храна. Ќе додадам малце лимон, ќе додадам малце печен лук, идеално одговара со вкусот на гравчето, малце таан, маслиново масло и малце црвен пипер. Сега ова ќе го изблендирам да дојде убав и густ, мазен, елегантен крем. Бомбона. Сол само нема. Многу вкусно пак ќе си направам. За мерак. Се чувствува вкусот на гравот, а у позадина доаѓа вкусот на печениот лук, кој има една специјална сладкост во него и блажина, која е идеална. Сега ова ќе го оставам тука, да видиме до кај ни е кремот. Одлично, сега и него ќе можеме добро да го изблендираме. Кремот е скоро готов и е време да го ставам во блендер и добро да го изблендирам. Сега во него ќе додадеме и малце сок од лимон
Ќе додадеме малце тахини или таан. Компирот си доби убава густина. Одлично. И сега сокот лимон, малце таан за дополнителен вкус. Нане ќе заборавев. Каква свежина. Еве го нането. Ова ќе го ставиме дозгора. Ќе биде супер како декорација. Погледнете оваа убава боја. Навистина потсетува на пролет. Сега ќе го загрееме тавчето. Ќе додадеме малце масло. Ќе подпечеме 3 лепчиња. Тоа време, додека тие се печат, јас ќе извадам и зелката, што убаво си се подпече и омекна, она што е најважно. Треба да има незината структура и да се распадне при печење, немој да се секират. Треба да биде омекната, а сепак цврста, која јадете, треба да крцка. Тука доаѓа убавината, кога зелката ја спремаме на ваков едноставен начин. Лепчето исто така треба да добие убава румена боја, не да биде многу изгорено. И ајде сега да видиме што сме направиле со кремот. Ово, луѓе мои, идеално изгледа. Да погледнете оваа убавина. Толку. Ништо повеќе. Сосема доволно. И ова навистина може да биде одличен и вкусен оброк. Сега ќе додадам малце од конопот. Лупен коноп. 35% протеин на 100 грама. Многу растителни меки влакна, меѓутоа внимавајте кога ќе го конзумирате, пите вода повеќе од вообичаено. Одлично. Ово, браво. Идеално, златно, голд. Ќе додадам тука и неколку вака ливчиња нане. Врвчињата многу ги сакам. Многу се добри за декорација. Додадам уште некое вака. Погледнете каква убава декорација. Ќе додадам и некоја семка од тиква дополнително. Лепчињата ни се готови. Оф, што се убави. Едно ќе ставам тука. И уште едно мало ќе ставам овде до него. И верувајте дека ова е сосема доволно за еден убав и здрав оброк. Еве, и зелката ни е готова. Што убаво се. Отлично. Че ова е едниот оброк. Сега да земам само, сакам и малце маслиново да додадам. Супер. Малце сумак. Контраст, а и киселост, што секогаш одговара кога станува збор за нешто направено од грашок, затоа што грашокот е доста сладок. Сега, драги мои, ова ќе го трнам на страна, да не ми смета. И ајде да сервираме зелката со кремот од граф.
малку додаваме сумак. Семки од тиква. Семки од коноп. И ајде сега да извадам убави парчиња од зелката и да внимавам да не ми се распадне. Ајде вака се прво ќе озеам ова парче. Оф. И до него веднаш ќе ставам едно парче од црвената зелка. Дозгора ќе прелијам со маслиново масло за да биде уште поздраво. И уште малце сумак. Тоа е све за денеска, драги мои, и се надевам дека сето ова ви се допадне што го направи за вас. Едноставно, со препознатливи продукти кои ги конзумираме секојдневно и видовте начинот на припрема колку е едноставен. Оние кои сакаат да јадат зелка, ова ќе биде идеална комбинација. Оние кои сакаат да јадат производи направени од бел граф, исто така ќе биде одлично и за нив. Грашокот можете, ако му додадете уште малце повеќе бујон, да го направите да биде како поташ, а ако го сакате како крем, слободно направете го вака и нема да погрешите, верувајте. Печена зелка со крем од граф. Вистинска комбинација. Некој би рекол дека тоа се два тешки вкуса, меѓутоа, кога ќе ја направите на овој начин, верувајте дека вистински ќе уживате во вкусот. А кремот од грашок, идеална комбинација и навистина превкусно. Уживајте додека гответе, сакајте се и сакајте ги сите околу вас, затоа што храната навистина е среќа. Да ве потсетам и да посетите нашата веб продавница 4сезони.мк и да си одберете се што е потребно за да станете вистински виртуоз во вашата кујна и да ги поздравам моите пријатели од Специјалистичкиот центар за медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова. Ве поздравувам и вас, драги мои, и ви посакувам пријатна вечер.